Граѓаните на Македонија се под европската граница на добро здравје. Кај нас, за разлика од Европа, старосните проблеми започнуваат просечно на 61 година кај мажите и на 64 години кај жените. Со здравјето не сме добри, оперисана сам од колк. И така, не сме добри. Нешто, ќе видиме за понатаму како ќе биде. За сега не е многу добро. Скоро 80. Да. Како здравјето? Славо, те во болница ќе одат. Ова чувство во Европа е присутно, но на возраст од 64 кај мажите и 67,5 години кај жените, што е 77, односно 81% од животот. Но зошто болести и аномалии на нас ни се случуваат порано, односно кои се факторите за здрав живот? Пред се, тука мора да обрнеме внимание на здравствената култура, која со себе носи нови навики во однос на начинот на живот, на исхраната, на начинот на живење, во однос на физичките активности, психички стрес, односно кој е поврзан често и со економската, социоекономските проблеми, економските проблеми на граѓаните. Кога би го развиле подобро здравствен систем со високо диагностички методи кои би биле достапни до секој граѓанин, сметам дека постепено ќе го покачуваме животниот век на граѓаните и ќе го достигнуваме нивото кој го имаат скандинавските и централноевропските земји. Речи се идентично со докторите, размислуваат и граѓаните. Па стресот, климата, невработеноста на младите деца. Што друго би можело да биде? Тоа е тоа, ја мислам, моје мислење е тоа. Тие се причините. Причините, пред се, ја мислам дека се тоа причините. Ја многу пати гледам удари млади деца. Од што може да биде удар? Од стрес само, не ништо друго. Народот гледа ден само да живее, не да јаде. Треба јадење, па живот да има. Тоа. Добриот и спокоен живот е и долг, а според европската статистика најдобар пример за тоа се ирците. Таму здрави се чувствуваат дури 83% од населението. Нивните први здравствени проблеми почнуваат дури по 70-та година. Спротивно од нив, односно другата европска крајност, се граѓаните на Латвија. Таму за болни мажите се чувствуваат уште на 52, а жените на 55 години.